Во случај кога одредено лице се јавува како доверител спрема Македонија ПАД, има правосилна пресуда, која што е основ за извршување, може да поднесе постапка, односно да поведе постапка по принципот барање за извршување кај приватни извршители. Овие постапки се поднесуваат пред приватните извршители и понатаму нивна работа е да го спроведат извршувањето, односно да наплатат износот кој е предвиден во извршната исправа од должникот. Меѓутоа, во постапките пред извршители по барање за извршување, кога се работи за јавни претпријатија, како што е тоа конкретно случај, судот најчесто знае да донесе во самата постапка за извршување решение со кое што се определува до кој износ не би можеле да се наплатат овие побарувања, поради тоа што одреден паричен износ го утврдуваат како неопходен износ, односно парични средства кои се неопходни за понатамошно функционирање на јавното претпријатие. Па понатаму, следствено на тоа, сите побарувања до тој износ не можат да бидат предмет на присилна наплата. Во овој случај, судовите во своите решенија се повикуваат на членот 210 од Законот за извршување, односно 216 по новиот Закон за извршување, во кој што наведуваат дека паричните средства практично се изземени од извршувањето, меѓутоа овдека законот утврдува дека се работи за изземање на одредени подвижни предмети и права на јавното претпријатие. Со оглед на тоа што членот 11 јасно дефинира од Законот за извршување што се парите, значи како предмет на извршување, дека истите не можат ниту се предмети, ниту се права. Поттука не би можело да биде применета оваа одредба, односно не би можеле да бидат паричните износи, парите сами по себе изземени од присилната наплата. Но за жал ова не е случај, па имаме стотици предмети кои што моментално се практично заглавени кај извршителите и не се во можност да бидат наплатени овие износи.